Почитувани, очигледна е нервозата во редовите на СДСМ. Тие молчат и не се откажуваат од тиранската платформа, но револтот на граѓаните секојдневно расте заради загриженоста од губењето на државата. Токму затоа СДСМ држи празни пресконференции со цел на јавноста да и го одвлече вниманието со наводен план за живот кој после изборите се претвори во план за разнебитување на Македонија. Апсурдни се темите со кои СДСМ сака да ја дефокусира јавноста. СДСМ говори за работнички права, а во нивно време се затворија 684 фабрики и на улица оставија над 200.000 работници. Од нив повеќе беа жени. Каде беше СДСМ тогаш да се грижи за работничките и нивните семејства кои ги оставија без екзистенција и без никакво здравствено осигурување за своите деца? Дополнително, во време на СДСМ континуирано се кратеа работничките права, особено на жените, а социјален диалог владата, предводена од СДСМ, ни на крај памет не и паѓаше да направи. Магдалена Несторовска е презафатена со функциите и во Министерството за одбрана и во Општина Карпош за да ја согледа реалноста и мора да си ги одработи парите со пласирање на лажни вести и лицемерие. Ако Несторовска и СДСМ сакаат да зборуваме за грижа за работничките права, особено на жените, тогаш треба да погледнат што се има во таа насока реализирано владата, предводена од ВМРО-ДПМН. Неплатено родителско отсуство. Во декември 2013 година се овозможи работничките да имаат право на неплатено родителско отсуство за грижа на детето. Овозможивме со измена на Законот за работните односи во март 2015 година на работничка на која и престанал договорот за вработување на определено време и започнала со користење на надоместок на плата за време на отсуство поради бременост, раѓање и родителство, истото да продолжи да го користи и по истекот на договорот, а сето тоа на товар на Фондот за здравствено осигурување. Зголемување на време траење на периодот на платено отсуство од работа од 1 година на 15 месеци за работничка која родила повеќе деца одеднаш. Ова се овозможи од мај 2015 година преку измени и дополнувања на Законот за работни односи. Се донесе Закон за заштита од вознемирување на работно место, а се зајакна улогата на Економско-социјалниот совет како трипартитно тело за промовирање на колективното договарање и социјалниот диалог. Донесени се 20 правилници за безбедност и здравје при работа и за обезбедување заштита на работното место и здравјето на работниците. Како резултат на успешен социјален диалог направени се повеќе измени и дополнувања во Законот за работните односи и останатите закони од областа на трудот со кои се унапредени правата на работниците согласно директивите на Европската Унија и конвенциите на Меѓународната организација на трудот. На крајот на криштата, грижата за работниците најдобро се гледа и во делот на висината на платата која ја земаат. Во 2016 просечна нето во производство на текстил е 15.356 денари, во производството на облека е 12.695 денари, а во производството на кожа и слични производи од кожа е 11.571 денар. Во време на СДСМ не постоеше минимална плата. Минималната плата во 2012 година за прв пат беше воведена и истата има континуиран раст и во моментот изнесува 10.080 денари. Ова е само еден дел на мерките и проектите кои се спроведувани изминатите 10 години со цел унапредување на работничките права. Недозволиво е политичарите од СДСМ
да ги манипулираат работниците преку паушални и непроверени ветувања.